Нов современ дигитален мамограф доби клинички центар Штип, кој веќе е инсталиран и може да го користат пациенти од истокот во системот Мој термин. Со новиот мамограф предвидено е 10 пациенти на ден или околу 50 пациенти неделно да може да направат снимање за рано диагностицирање и скрининг на рак на дојката. Покрај набавка на нова софистицирана опрема, со изградбата на новиот клинички центар ќе се подигне на повисоко ниво здравствената услуга за над 250.000 потенцијални пациенти на истокот. Постојано имаме набавка на нова опрема, но не само во опрема, се инвестира и во сите други сегменти. Знаете дека пред некое време започнавме и со изградба на новата клиничка болница овдека во Штип. Исто така во изминатиот период сериозно се заекна и персоналот и човечкиот потенцијал во клиничката болница. До сега во последните 4 години се вработени околу 140 нови лица во клиничката болница во Штип, дадени се 30 специјализации во Република Македонија, но и во странство, со што практично се работи на сите три витални сегменти на клиничката болница во Штип, и во делот на опремата, и во делот на кадрот, и во делот на здравствената инфраструктура. На овој начин на пациентите им се скратува времето на чекање и резултатите добиени со овој мамограф се со поголема прецизност, истакна директорот на клиничка болница Штип. Пациентките кои досега имаше потреба да одат во Скопје, го ја растеретивме и ја воедно и најнитивме олеснивме и самата процедура, имаме позитивни реакции со тоа што благовремено ќе биде откриена оваа проблематика, а воедно со набавката на овој нов дигитален мамограф влегуваме и воедно во програмата на Министерството за скрининг на карцином на дојка, каде што прв апарат од избор, значи станово колор доплерот, кој што ќе биде преддиагностички веќе набавен во договор со Министерство, и овој мамограф кој што ќе ни овозможи прецизна диагностика на овие лези. Новиот мамограф денес официјално во употреба го пушти министерот Никола Тодоров, кој беше во работна посета на Штип. Покрај посетата на Штипската болница, Тодоров оствари средба со пензионерите и студентите.